вечер Охрид, добро вечер и за Трпејица и Пештани, за Лескоец, Лакочери, за Волино, за Мешеишта и Тебеништа. Добро вечер моја Дебарцо. Добро вечер, драги пријатели, и добро ни дојдовте на овој наш протестен собир. На овој наш митинг на храброста и одважноста. Митинг на одлучноста и решеноста. Митинг на достоинството и гордоста. Ви благодарам што сте вечерва тука со нас. Што дојдовте да ни ја дадете вашата поддршка. Да ја искажете вашата волја и надеж. Вашата верба и доверба. Да покажете дека сте луѓе подготвени да се борите и да се изборите. За подобро, за своето, за иднината. Кога пред 2 месеци решивме среде лето да ја поминеме цела Македонија, една од целите што ги поставивме беше да ги охрабриме луѓето, да ги окуражиме, да го ослободиме народот од стравот. Полните плоштади секоја недела ни покажаа дека на народот повеќе храбрење не му треба. Стравот е конечно победен. Лагите дефинитивно се прочитани. Готово е. Народот се осмели, се одважи. Народот се реши и запирање повеќе нема. Доаѓа време за наплата на сметките, доаѓа време за голема народна казна. Казна за сите досегашни лаги и измами, за сите понижувања и газења. Казна што ќе ја изречат обесправените, излажаните, искрадените, страдните. Време е за битка, за решавачка битка. Не чека референдум за нашата иднина. Не чекаат локални избори од кои се ќе зависи. Ако нив ги добиеме, со нив е готово. Тие ќе си одат и од власта и од нашите животи. Влогот е голем, влогот е огромен. Ќе не биде или не. И тука веќе место за неопределени, за фемкање и тактизирање, за пазар со сопствената совест, за никого нема. Македонија е мала земја со огромни и тешки проблеми, со сиромашни природни ресурси, со сложени и чувствителни структури на населението, со некои соседи кои ни го оспоруваат и народот и државата. Земја без посебен стратешки значај ниту за исток, ниту за запад. Таква земја нема капацитет да издржи премногу долго погрешни политики за клучните прашања. Ние не можеме да си го дозволиме луксузот премногу долго да се движиме во правец спротивен од елементарната логика и здравиот разум. Цената може да биде страотна, да биде катастрофална. И ако тоа се случи, немојте да мислите дека некој во Вашингтон или Брисел посебно ќе се потресе. Ќе не изолираат и ќе не остава да пропаѓаме сами, се додека не се опаметиме. Ова зло со кое се соочуваме како народ и како држава, или ќе го решиме сами, или никој нема да ни го реши. На крајот на краиштата, така и треба, се работи за нашите животи, за нашата држава, за нашата иднина. И затоа сите, до последен сите на нозе, со гордо кренати чела, со цврсто стиснати тупаници и сите со иста заедничка мисла. Доста беше, доста од неправди и понижувања, доста од беда и мизерија, доста од лаги и заплашувања. Сакаме да живееме како луѓе,
како слободни луѓе во слободна земја. Македонија наша и си ја бараме државата назад. Драги пријатели, вакви тешки битки се добиваат ако во првите редови имате луѓе борци, луѓе без страф и со цврста волја, луѓе што не се колебаат пред проблемите и што не се повлекуваат пред ризиците. Токму таков човек овде во Охрид ви предлагаме за градоначалник, за прв човек, за татко на градот. Аце Петрески во изминативе 7 години покажа дека ако се сака и ако се знае, се може. Наследи општина со 12 милиони евра долг. Цело време работеше со блокирана сметка, со обструкции, притисоци и блокади од централната власт, без било каква помош и поддршка. И покажа дека и во такви ужасно тешки услови, сардисан од сите страни, се можело. Се можело да се гради, да се инвестира, да се функционира. 7 години, ама буквално секој ден е мета на жестоки напади, на дискредитации, на лаги и манипулации. Слушнавме море од пресконференции, од партиски соопштенија, од колумни и памфлети кои му беа посветени нему. И пак, на крајот, кога ќе прашаш насамо, не некој друг, туку токму членови на ВМРО ДПМН, кој ќе победи на изборите во Охрид, ќе го чуеш истиот одговор. Па кад се врвит? Врвит! Врвит затоа што граѓаните на Охрид знаат да критикуваат, ама и да ценат, да почитуваат, правилно да одлучуваат. Аце, нека ти е со среќа кандидатурата. Во Охрид одиме на сигурна победа. На овој град така и му личи. Победнички Охрид за победничка Македонија. Почитувани граѓани, никогаш во нашата историја, ама буквално никогаш, дури ни во оној еднопартискиот систем, расчекорот помеѓу суровата реалност во која живееме и лажната слика за состојбите која власта ја прикажува и наметнува, не бил толку голем како денес. Вчера премиерот даваше отчет за сработеното во изминатата година. Го слушам и не ми се верува. Дали овој човек живее во оваа земја или на некоја друга планета? Или пак до таа мера го подценува сопствениот народ? Не третира сите нас како неуки, како наивни и мисли дека може толку бесрамно и така безобразно да не лаже? Што ни кажа? За една година успешно и целосно реализирани 380 проекти. Во фаза на реализација уште 470 проекти. Ни кажа дека Македонија е трет реформатор во светот. Македонија е во најдобрите 7 земји според економскиот раст во Европа. Македонија е на 4-то место според најниска задолженост во Европа. Странски инвестиции на секој чекор, како никогаш досега, ќе мора работници од надвор да увезуваме. Стандардот на граѓаните е заштитен, инфлацијата ниска, цените стабилни. Досега автопати не граделе, затоа што 99% од граѓаните не ги користеле. Ама од сега ќе почне да градат и патишта, и автопатишта, и пруги, и тоа во сите правци на светот. Нивото на јавното здравство е подигнато на многу повисоко ниво. Спроведени се важни реформи, купени се нови апарати и многу луѓе заради тоа ќе живеат подолго. 1 саат отчет
и уште неколку пати по 10 минути пред тоа, и уште неколку пати по 10 минути потоа платени реклами, што владини, што партиски. Ветуваме, остваруваме, реформите продолжуваат. И во сите тие реклами, насмеани и срекни луѓе, убаво облечени, дотерани, со нови куќи и станови, со нови коли и трактори, сите со оптимизам и верба. Со еден збор, Македонија успешна, напредна, земја на остварени соништа. Ех, да можевме сите во спотовите на премиерот да живееме кај ќе ни беше крајот. Драги пријатели, за жал, вистината е сосема поинаква. Реалноста во која живееме е тешка, сурова, катастрофална. Ние сме земја на сиромаштија и мизерија, земја на невработени и социјални случаи, земја на неликвидни фирми и презадолжени граѓани, на блокирани сметки и невратени кредити, на хипотеки и судски извршители, земја на душмански казни за се и сешто, земја во која децата се плашат да побараат пари, а родителите се срамат да им кажат дека немаат. Луѓе не умираат во болнички ходници не затоа што нема лек, туку затоа што нема пари да се купи, нема пари за операција да се плати. Македонија денес е земја на незадоволни и несрекни луѓе. Тешко им е на бизнисмените, а уште потешко на работниците. Тешко им е на лекарите, а уште потешко на пациентите. Незадоволни се професорите, уште понезадоволни студентите и учениците. Несрекни се дуќанџиите затоа што повеќе инспектори од муштери им влегуваат. Поголеми им се казните од цела роба што ја имаат. Македонија денес е земја на државен криминал и корупција. На криминал организиран, реализиран и заштитуван од самата власт. Изрекетираа се живо, испокрадоа кај стигнаа. Ја направија Македонија една голема пералница за пари. Насилнички поклопија и презедоа цели бизниси, од такси служби до агенции за обезбедување, од дискотеки и ресторани до рекламни агенции, од медиуми и банки до градежништво и земјоделски комбинати. Македонија денес е земја на фиктивни договори и лажни анекси, на министри местачи на тендери, на рекетари во инспекцијски служби, на силеџии со полициски значки, земја во која казнени експедиции собираат арач од народот, за да можат пастирот и фамилијата да си го тераат кејфот и да си ги лечат фрустрациите. Македонија денес има власт која секоја своја глупост, секој свој криминал го прогласува за патриотизам, за одбрана на националниот идентитет. Власт која измисли факултети за да тие самите конечно дојдат до дипломи. Ајде ги гледаме некои одовде, уште не можат ни до дипломи да дојдат. Власт која професорите и лекарите ги третира како криминалци, како нужно зло. Власт која администрацијата ја третира како приватна војска, судиите како партиски извршители, медиумите како собствени слуги. Македонија денес има власт која невработеноста ја решава со бришење од евиденција. Сиромаштијата ја решава со бесплатен балет и опера. Долговите кон стопанството со казни и кривични пријави. Македонија со оваа власт во 21. век, во 2012 година стана држава на политички затвореници, на затворени медиуми, на злоупотребена црква, на лажни синдикати и полтронски комори. Земја не со углед, туку за подсмев пред целиот свет. Земја без компас, без иднина, со еден збор, заборавена земја. Ете, тоа се, драги пријатели, фактите, тоа е вистината, тоа е реалноста за оваа наша Македонија во која живеат 2 милиони луѓе. Луѓе кои секојдневно се борат со тешки проблеми, со се потешка живеачка, со крпен живот. И оваа наша Македонија е сосема поинаква, целосно различна од онаа лажната, виртуелната од отчетите на Груевски, од нивните реклами, спотови и огласи. Во оваа нашава живее цел еден народ,
во таа нивната еден грст луѓе на власт. И во една работа целосно се согласувам со Груевски. Во право си, Никола, кога велиш дека доаѓа време за конечна пресметка помеѓу овие две Македонии. Ајде на вистина, најпосле да се преброиме и дефинитивно да се знае кој пат оваа земја го избрала. Дали патот кон минатото или патот кон иднината. Ајде на вистина, Никола, еднаш и за секогаш да видиме која Македонија ќе победи. Нека одлучи, нека избере народот меѓу криминалот на вашата една фамилија и иднината на 500.000 македонски фамилии, меѓу вашите камени споменици и судбината на 2 милиона живи луѓе, меѓу вашите триумфални капи, музеи, скапи огради, жални врби и нови работни места, автопатишта, гасификација, меѓу очајот и пустошот до кој не доведе вашата политика и надежта и перспективата на оваа земја, меѓу вашето силеđиство и јаздисаност и нормален живот во нормална држава. Нека одлучи, Никола, овој наш народ и секој наш граѓанин дали сака да верува во лажен живот од лажни реклами или сака да живее вистински живот од свој труд и со своји пари. Дали сака да живее во постојан страф и со наведната глава или да живее слободно, демократски, мирно, спокојно. Секој наш човек во своје име и во име на своите деца нека реши дали сака да живее во античка или во европска Македонија, да живее со лагите за паљурци, хунзите и македоноидите, или во Македонија членка на НАТО и Европската Унија, седната на иста маса, рамноправна и со исти права со најуспешните, најмоćните, најнапредните. Нека одлучи овој наш народ и секој наш човек дали се согласува да продолжи да биде безгласна буква, тесто за месење, лажен и искраден, или ќе се реши да живее гордо и справено, достоинствено, да му се слуша гласот, да му се почитува волјата. Јас таа одлука ја чекам со огромна верба и радост. Овој наш народ може многу да издржи, може многу да истрпи, но никој и никогаш не успеал целосно да го скрши. Порано или подоцна тој се крева, се исправа и си доаѓа по своето. И во клучниот историски момент нашиот македонски народ секогаш знаел и секогаш ќе знае да ја донесе вистинската одлука. Почитувани граѓани, драги пријатели, еве го доаѓа тој историски момент. Ајде сите заедно, сите сложни и единствени да бидеме дел од таа одлука. Време е да се сврти нова страница. Време е за нов почеток. Време е да ја почнеме да ја живееме иднината. Време е за победа. За наша македонска народна победа. Победа, само победа и ништо друго.